На днешната седмица имаме инициативата за изготвяне на локален акционен план за животната средина Лея на община Битола. Мора да напомена на самия почеток дека оваа денешна седмица се одржува на 31 август 2015 година. Од почетокот на овој совет, од првата конститутивна седница која се одржа на 18 април 2013 година, до денес помина точно 2 години, 4 месеци и 13 дни. Веќе като совет ја трошиме нашата втора половина од мандатот, кој ни го дадоа граѓаните за да ги подобрим условите во Битола. Според член 16 став 2 од статутот на општина Битола, во делот на нашиот обврски стои заштитата на животната средина и природата во смисла за превземање мерки за заштита и спречување загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштитата на природата, заштитата од кучавата и неионизирачкото значење во надлежност на општина Битола. Бидејќи ова е сериозен проблем, со кој не можеме и не смееме да импровизираме, а ние како опозиција настапуваме исклучиво во интерес на граѓаните на општина Битола, овие прашања ги поставивме уште од самиот старт како наш приоритет. Првиот пат, кога се зборуваше на совет на тема екологија, беше веќе на 6-та седница, која се одржа на 1 јули 2013 година. Тогаш расправавме под точка 6 за формирање совет на јавно здравје за подрачјето на општина Битола, а под точка 7 заклучок за добивање информација за состојбата со воздухот на подрачјето на општина Битола. Ова потврдува дека сме расправале за овие теми веднаш по нашето формирање, по само 2,5 месец. На наредната 7-та седница од советот на општина Битола, која се одржа на 15 јули 2013 година, прва точка беше разгледување на информациите доставени од Министерството за животна средина и просторно планирање и Центарот за јавно здравје Битола за состојбата со воздухот на подрачјето на општина Битола. На оваа седница ја продолживме расправата за сериозниот еколошки проблем во Битола. На оваа седница, која се одржа пред повеќе од 2 години, побаравме одговори, алармиравме и предложивме. Прв пат, како совет, се алармираше за високата концентрација на ПМ10 частичките во воздухот. Побаравме комплетни податоци од 2 мерни станици, Министерството да ги доставува до Центарот за јавно здравје, кој врз основа на овие потенциран комплетни податоци треба да дава проценка на здравствениот ризик. Сугериравме дека мерните станици и инструменти во мерните станици не функционираат и за граѓаните е проблем да добиваат информација за квалитетот на воздухот. Прашавме и зошто општина Битола, тој службите во општина Битола, не алармирале дека мерните инструменти не функционираат. До ден денешен немаме добиен одговор. Побаравме нас во Скопје да се гради управна зграда на ЕЛЕМ од 11,5 милиони евра. Тие пари да се трошат за скапи реклами, споменици и слично. Парите да се инвестираат во создавање на услови за граѓаните да имаат чист воздух и подобар живот. Како опозиција, укажавме на анализите направени до 2011 година за Битола, кои покажуваат висок број на амбулантно поликлинички лекувања на мали деца. Напоменавме дека според овие информации, во една година се извршиле дури 4196 интервенции или во просек нешто над 11,5 интервенции дневно. Ги објавивме и бројките за младинците и училишните деца, известивме дека се лекувани 206 деца и 180 деца до 18 години, во споредба со Скопје, каде бројот на деца до 6 години кои се лекувале
изнесувал 149. Побаравме Советот за јавно здравје да побара информација од надлежните институции која е причината за вака лошата структура на болести и високиот процент на амбулантно поликлиничко лекување кај децата и младинците. Официјален одговор како Совет се уште немаме добив. Листата таа седмица вие како мнозинство говоревте вака. Председателката Силвана Ангелец да рече дека прифаќањето или неприфаќањето на извештајот нема никаква реперкусија кон никого. Со ова, председателката ги амнестираше за својата неодговорност и непрофесионалност службите на општината на сметка на интересите и на здравјето на граѓаните. Изјава подеднакво скандалозна како и однесувањето на општинската администрација. Нашата колешка, советничката Олга Лозановска, иначе член на Советот за јавно здравје за Потраџево на општина Битола, рече дека во Битола се дише чист воздух. Иако е информиран и знае дека од 2006 па до сега во Центарот за јавна заштита не се доставувале званични податоци. Некои од нашите колеги советници има поекзотични видувања за загадување. Благо Шаклевски представи неговата теза дека копањето и асфалтирањето на улиците, кои пак се должи на интензивните градежни активности, кои ги превзема општината дури и во зима, може да донесе ситна прашина во воздух. Ова воедно требаше да послужи како доказ дека општината гради и во зима и ние живееме во неголемиот градежен бум кој му се случил на градот од неговото формирање до денес и така да нормално е да има загадување. Марика Ивановска, представник од Центарот за јавно здравје, рече дека години наназад може да се рече дека во Битола се диши чист, тоест релативно чист воздух. Во меѓувреме пак, општиначалникот Талески даваше изјави дека опозицијата и медиумите прават сензација од работа која не е точна. Со што вината е препала на медиумите и опозицијата, комплетно негирајќи го проблемот. Нешто што како пракса продолжува и до ден денес. Тоа беа вашите изјави кои може би по 2 години и да се малце модифицирани, но вашето однесување е се уште исто. На оваа седмица од 2013 опозицијата, тоест опозиционата советничка група, даде до знаење дека во општина Битола се уште нема нов локален еколошки акционен план. Се уште на функција стариот, кој одамна е изминат. Во името на опозицијата тогаш се побара дека Советот на општина Битола најдено треба да усвои ваков локален еколошки акционен план и предложи во наредниот период да се поднесе и ваква точка на дневен ред, која ќе биде поддржана од советниците. Да ја подсетиме јавноста, е вомнетно да ве подсетам и вас, на седницата сите едногласно ја поддржавме оваа иницијатива на опозицијата. Сега, за волја на истината, листата седница едногласно помина и вашиот преглед, представен преку советникот Благо Шаклевски, соодветното деление за екологија во општина Битола, во соработка со надлежните институции и извештај за активностите и мерките кои општина Битола ги презема во рамките на својата надлежност и да ги испита законските можности и локалните капацитети за преземање дополнителни мерки од општината за следење на квалитетот на амбиенталниот воздух во општина Битола. Од тогаш до денес поминаа 2 години. Во меѓувреме, секогаш, кога како опозиција ќе покренеме некоја активност со која требаше да се посочи да се бара решение за овој проблем, ние, опозиционерите, бевме нарекувани циркузанти, животни побегнати од циркус, политиканти, луѓе желни за внимание и што уште ли не. Во периодот после ова се случи будење и активирање на граѓаните за барање на чист воздух и здрава еколошка средина. Се организираа протести, марширања, кампирање пред општина, имаше барање оставки
за барање за оставки на општиначални Батарески, низа на трибини, ред на други активности поврзани со оваа тема и така натаму и така натаму. Доказот дека и после 2 години немате исчекорено ниту 1 милиметар во однос на вашата првична матрица и вашиот првичен став и однос кон оваа проблематика и фактот дека програмата за заштита на животната средина и природа за 2015 година ова мнозинство во Советот, предводено од ДПМН, како и општинската администрација, предводена од Талески, ја донесе на седница на Совет во средината на јули 2015. За квалитетот, подоцна за квалитетот на таа програма, зборував доста на таа седница и овде не ми се повторува. Имајќи го сето ова на ум, како да сватиме ова иницијатива на денешната седница за изготвување на локален акционен план за животната средина на општина Битол? Сериозна, навремена, искрена. За вашата сериозност, навременост и искреност зборува и тоа дека, иако изработката на вториот лејат е законска обврска, која вие имате законска обврска која што сте должни да спроведите и вие имавте станено и како приоритет во вашата изборна програма од 2009 до 2013, страна 47, точка 6. Изработка на втор лејат, локален еколошки план, заштита на животна средина, програма 2009-2013. Истата програма која што вие имате делено по куќите, установите на нашите сограѓани. Затоа, ако сакаме да сватиме ова програма или ова иницијатива за сериозна, навремена и искрена, во програмата од 2013-2017 ја немате предложено ова иницијатива или потреба за изработка на леј. Во вашата предлог иницијатива стои: локален акционен план за животна средина е најважен стратешки плански документ за управувањето со животната средина на општинско ниво, бидејќи ви дава основите на сегашната состојба, но ви дава насоки како треба да се следат состојбите со потенцијалните загадувачи на сите медиуми, да се анализираат негативните влијанија и кои мерки се неопходни за обезбедување на помал притисок во животната средина, а со тоа и негативно влијание во здравјето на граѓаните и биодиверзитетот и материјалните добри. Сега прашањето е дали вие стварно чувате од нешто кој имате ставено. Затоа што ако верувавте во тоа што оставате денес како иницијатива, увод во иницијативата, требаше да направиме тоа уште пред 2 години. Пред точно 2 години, вие, заедно со опозицијата, гласавме од најните може ред да се стави ова точка на дневен ред. Пред 2 години. Зошто? Затоа што, како што пишува во денешната предлог иницијатива за ЛЕА, ЛЕА е најважен стратешки плански документ за управување со животната средина. Како ние Битола туркавме овие години? Без ваков документ, кога е најважен? Стратешки. Од претходниот Совет 2009-2013 до денес поминаа повеќе од 6 години. Тогаш ми беше и во програмата, че го беше ова толкава важност. Зашто не го направивте тогаш во периодот 2009? Зашто денес го правиме? Зашто не го направивме пред 2 години? Тоа само дополнително покажува вашата несериозност кон овој горчив проблем, како кон сите проблеми кои што ги има општина Битол. Искрено, просторот за доверба во однос на било што и искреноста во вашите намери одамна веќе нема.
ова иницијатива да гледам таква каква што е. Иницијатива која што вие сте обврзани законски да понесете затоа што некој ве притиска, а не како совет и одговорни граѓани на општина Битола имате желба тоа искрено да го направите за интересот на своите сограѓани. Благодарам. Благодарам. Олга Лозанска.